Почитувани, добре дојавте. Војна која никој не ја посакува, но за која сите се подготвуваат. Нови тензии, нови воени буџети. Европа влегува во 2026 во нова ера на несигурност. Колку ризикот и опасноста од директен судир со Русија се реални. На оваа тема денес да си кажеме со Игор Трајков, новинар во Телма и автор на емисијата Nexus, и Милан Стефановски, аналитичар. Господа, добре дојавте во Телма. Добро поканата. Најпрво за преговорите, односно разговорите Трамп и Зеленски во Флорида. Што може да очекуваме од таму? Дали може да се очекува реално примирие или пак во светло на најновите информации од таму за напад на резиденцијата на Путин може да се изјави нешто? Каква е вашата проценка? Добро, да, се согласувам дека овој конфликт ја обликува, нели, целата перцепција на светската јавност во смисла на тоа дека станува збор за еден од најголемите конфликти после Втората светска војна. Досега имаат загинато измеѓу 1,5 и 1,7 милиони луѓе од двете страни, што представува една страшна бројка. Од таму сензибилноста на јавноста е во пресред, во фокусот на тоа како ќе се разреши овој конфликт. Заради шатл дипломатијата која Соединетите американски држави ја промовираат за да го завршат овој конфликт, сега во кулминација и на конфликтот доаѓаме до фаза каде што преговорите во клучни точки на некој начин ја добиваат својата рамка, но генерално станува збор проблемот за Донбас или територијата околу Донбас. Тука ќе заглави преговарачкиот процес според мене. И околу периодот на гаранции што ги бара Украина од САД, односно што ги нуди САД. Не, безбедносните гаранции мислам дека се договорени сега баш на оваа средба и тоа веќе околу месец и пол се дефинирани во смисла на некаков формален член 5 помеѓу САД и Украина. Може би некои од европските држави би се приклучиле, оној на НАТО кој напад на Украина би значило отворен конфликт со државите кои стојат за Украина. Сепак мислам дека станува збор за тие територијалните отстапки кои треба Украина да ги направи на начин кој Путин го замислува тоа. Добро, но што значи ова и дали тоа може да го смени текот на разговорите, нападот врз резиденцијата на Путин? Дали е тоа само билдање на преговарачка позиција како што оценуваат некои аналитичари или пак сепак станува збор бидејќи Москва најавува одговор? Тоа е компрометирање на преговарачка позиција, не е билдање на преговарачка позиција, заради тоа што вие можеби да ги напушите преговорите или во одговорот на Руската Федерација контекстот беше дека они може ќе сериозно ќе размислуваат во кој формат сега ќе преговарат и со каков жесток одговор ќе пристапат на така наречена одмазничка акција. Во таа смисла станува збор без да видиме некаков си доказ дека тоа се случило, може би да станува збор за компрометирање на преговарачка позиција или намалување на моќта на преговарачката позиција, а доколку тоа се случило може да го одложи процесот на мировен план, но јас сепак мислам дека и заради ангажманот на САД и Европската унија во оваа дипломатија, бидејќи сепак е успех, ако вие го разговаравме пред 6 месеци, ќе немаше сигурно да анализираме дека од тие 20 точки можеби 18 се такви се најавите 90% од деталите се усогласени, значи остануваат уште две точки, она што го спомнате Донбас и веројатно сепак процесот на гаранција. Зеленски, да, период на гаранција. Посредбата со Трамп во текот на викендот, тоа беа негови проценки дека безбедносните гаранции се 100% усогласени, макар што украинците имаат забелешки за време траењето. 15 години. Начелното, договорено е 15 години да траат тие. Да, Зеленски сака малце повеќе, неколку децении, и тој не рече јасно. Додека се опорави Украина, сама да се... Да, суштината на руските барања е таа да остане семифункционална држава, како што беше во текот на 90-тите години, низината економија да биде тесно поврзана со руската економија и да биде зависна
да биде зависна од нив, како што беше во текот на 90-тите години. Политичарите, политичките лидери на земјата да бидат усогласени со Москва, како што беше пред почетокот на ова револуцијата 2014 година. Јануковиќ ли, мислам дека беше, да. И останатите барања на Москва одат во таа насока. Бројот на армијата, таа економската зона која што украинците ја викаат демилитаризирана, русите економска, тоа се оди во таа насока да таа држава остане по војната, да остане зависна на некој начин од Русија и да не може да развие демократија како што таа посакува. Ајде само Кусо, зошто е Донбас толку битен тој регион таму? Тоа е пограничниот регион меѓу Русија и Украина. Дали поради излезот на Азовското море можеби или поради богатството со минерали и со руди, бидејќи станува збор за индустријски регион со тешка индустрија, тешки метали. Што е или поради фактот што поголем процент од населението таму според последниот попис што се одржал многу одамна пред 20 и кусур години, се декларира како руско население, односно доминираат украинци, меѓутоа јазикот со кој го говорите е руски. Руски јазик. За колку е прашањето само? Па еве 20 куса одговорите ми, бидејќи сакам да прашам по тоа и Добро, Донбас Донбас е стратегија на Русија уште пред да почне конфликтот. Официјално нападот на окупацијата на Русија кон Украина пред 4 години, од 2014 година до пред 4 години, таму имаше конфликти. Таму имаше герилски напади. Донбас е многу важен за Руската Федерација од повеќе причини. Прво, затоа што излегува на Азовското море. Второ, затоа што минералите кои гравитираат околу Донбас се базичните минерали кои се или базични минерални суровини кои ќе се користат во иднина за или сега се лимитирани во присуство на чипови, па тие се основата за вештачка интелигенција и така натаму. Во таа смисла Русија сака да го поседува тоа. Русија и голем дел од Донбас го има окупирано како регион, околу 80 нешто проценти, и никогаш нема да отстапи, бидејќи премногу жртви има дадено околу тоа. Заради тоа е Донбас важен, на Украина сигурно нема да го пропушти, бидејќи тоа е нејзина територија, без разлика на таа формална изгласаност на рускиот устав дека таму дел од Руската Федерација и тука се кршат копијата околу Донбас, но внимавајте една важна работа. Дали годините 15, 20, 30 или Донбас не е суштината на договорот кој треба да го имаат Русија со Западот. Тоа се ситници на кои се купува време или се преговарачката позиција се одложува или се стеснува во зависност од двете страни. Дај Боже да дојде конфликтот во ситуација да се збори само за Донбас или за гаранциите, тоа значи дека утре ќе заврши. Не е така едноставно. Во позадина Русија бара повторно се вклучи во економскиот поредок, светскиот економски поредок. Од друга страна, Западот сака да има блиску до Русија држава која контролира. Русија во својата стратегија Украина ја гледа за свој длабок стратешки интерес. Во таа смисла суштината на овој конфликт не е територија или гаранција на неколку години, туку стратегија за следните 20, 30, 40 години во кои и Русија ќе се осеќа безбедно и Западот ќе има стратегија во однос на Русија, бидејќи ако ги анализирате двата документова, мора да го објасниме. На американската администрација сегашниот за гледиштето на светскиот безбедносен поредок и Америка на прво место, Европа се осеќа сама. Затоа имате дискрепанца меѓу Европа и САД во однос на безбедноста на Украина, бидејќи Европа ќе биде сосед со Русија и Европа ќе биде во подредена улога, бидејќи таа на некој начин е исклучена во цела оваа геополитичка разврска. Меѓутоа тука е НАТО и членот 5. А речи си цела Европа е дел од НАТО? Од таму паѓа од заштитата на НАТО чадрот, така што од таму паѓаат во вода сите тие европски неолиберални глобалистички пропагандни канали дека Русија има сила да или сака да ја освои Европа, токму заради членот 5 и гаранцијата на НАТО дека не постои можност Русија да направи посериозен конфликт, затоа што нема интерес Русија да го направи тоа. И внимавајте, во позадина секогаш Кина гледајте како играч кој во моментов тој одговара.
Добро, кој е интересот на САД и зошто Трамп толку брза? Прво си го даде рок, како рок Божикот, католичкиот Божик, брзаше до крајот на 2025-та, брза, сега и почетокот на 2026-та. Кој е интересот на САД и зошто е толку администрацијата на Трамп вклучена во да ги седне на маса Зеленски и Путин и да дојде до примири, односно до мир? Главната причина е затоа што како што спомна и Милан, таа американската стратегија за светскиот поредок и сите тие елементи кои на европјаните многу им смета со крајната десница, со поддржување на такви политички сили. Американската позиција е да уште од распадот на Советскиот сојуз тие не гледаат Русија како таква закана, како што беше тоа за време на студената војна, и за тоа што не ја гледаат како таква закана, има повеќе елементи во позадина, како демографски, економски. Во азискиот дел Русија има многу слаба инфраструктура и затоа постои тој... Нема, кој е интересот на Трамп толку да брза сега? Зошто се брза да се мир по секоја цена и мир што побрзо? Затоа што неговата интелигенција не е лична, туку на службите и го имаат веројатно брифирано, имаат донесено. Трамп не е човек или било кој, или Си Џинпинг или Путин кој донесуваат одлуки ден за ден или во денеска така му текнало. Станува збор за сериозни стратези кои имаат сериозни разовачки информации. Затоа кој е интересот на САД? САД нема интерес овој конфликт да продолжи затоа што не добива ништо. Соединетите американски држави се сериозна држава и прагматично и рационално гледаат на информациите од теренот. Во моментов Европската унија во ваков формат не може да порази стратешки Русија и со целата помош на американците. Они може да го забават процесот на Руската Федерација, но не може војно да ги победат. И тоа е веќе потрошено време за американски држави, затоа што во позадина на овој конфликт само Кина е таа која добива, таа е која го субвенционира Русија и слабне Америка. Американските финансиски државни врзници ја плаќаат војната, но немаат ништо опипливо и немаат никаков стратешки интерес. Значи за САД моментално војната е само трошок кој се обидува администрацијата на Трамп да го запре. Да, и да може да се подготви за следниот економско-политички конфликт, а тоа е Кина. Кина е таа во дефинирањето на опасното како вистинска закана. Вистинска закана. Во новата стратегија. Во новата стратегија Русија е исклучена. Добро, колку е можноста од помирување во војната во Украина реално? Значи не мир, не замрзнат конфликт, не дали ќе биде купено 5-10 години со примирието, бидејќи очигледно е дека една страна ќе биде многу понезадоволна од другата и бидејќи нема да биде тоа разумен компромис кој ќе биде прифатлив и за двете страни, и за Москва и за Киев. Во таа смисла прашувам дали е можно и помирување вистинско, со кое би се избегнало некој нов конфликт по некоја година или само ќе биде купување на време? Не е можно. Тоа ќе си остане како замрзнат конфликт, затоа што после оваа војна сосема се разделени како двата народа, така и политички. Барањата на Русија, целиот регион Донбас, нуклеарната централа Запорожје, тоа е се да имаат тие во евентуален нов судир, да имаат многу поповолна позиција за некоја евентуална инвазија или интервенција во Украина повторна, и воена, и политичка, и економска, за пак да ја наметнат својата волја, како што беше тоа и за време на Советскиот сојуз и во 90-тите години. Но во таа ситуација, имајќи ги предвид лекциите од историјата, нешто слично по Првата светска војна, ако има само помирување, а не и односно само примирие, а не и вистинско помирување, тогаш ризикот од ескалација од нова војна наскоро е многу реален. Затоа и се прават паралелите со почетокот на 20-тиот век. Затоа ги споредуваат овие два конфликти. Колку е тогаш светот сега налик на светот меѓу двете светски војни? Вака, многу е паралелата лоша или комплицирана во однос да се прави споредба меѓу Прва и Втора светска војна и сега. Прво, ние не сме во светска војна.
помеѓу првата и втората светска имате голема разлика, односно сегашниот конфликт, тоа е дека не постои регионални играчи, како Турција, како Полска, или неколку држави силни во Европа кои сега во моментов гледаат свој интерес, тоа се Унгарија, Чешка, Словачка, а наскоро и Полска, кои имаат сосема различно гледиште од Европската унија. Европската унија не е геополитичка сила, тоа е факт. Ние можеме да анализираме, во таа смисла таа не може да наметне своја безбедносна архитектура. Мир е едно, помирување е друго. Во Европската унија, економската европска заедница се структурирани за да се помира и Франција и Германија после Втората светска војна, таа разорна европска војна, и денеска тие се сојузници. Во меѓународните околности и дипломатија не постои пријателство, постои интерес. Се зависи на што ќе се темели овој мировен договор, затоа велам јас суштината не е во процентите на војската или во процентите на Донбас кој колку контролира, туку кој како ќе се постави во иднина во однос на економијата и на политиката. Евидентно е дека во Европа ќе има промена на политичката идеолошка матрица. Европа тежне да направи своја европска војска и да се наметне како сила. Но тоа нема да биде на сметка на Русија, тоа мора да биде во сојузништво со американците, американците пак гледаат да бидат сојузници со русите. Што оттаму јас мислам дека не постои голем глобален конфликт на европско тло меѓу Русија, Европа и Америка, бидејќи тие денеска планираат да се помират, туку следниот конфликт би бил сосема далеко на Пацификот, односно на истикот меѓу Кина, Тајван и тие зони и оно жариште на Блискиот исток. Оттаму мислам дека овој мировен план во следните 40 на 50 години ќе донесе мир во Европа, бидејќи Европа нема интерес да војува со никого. Зошто на тоа тогаш факт е дека никогаш по Втората светска војна погласно и подиректно не се зборувало за војна како што се прави тоа денес? Многу впечатливи беа генералниот секретар на НАТО. Марк Руте во Берлин имаше говор кој беше прилично воинствен. Тој директно кажа дека сегашната генерација на европејци за жал мора да се подготви да помине низ страдањата низ кои поминале нашите дедовци. Така беше, се обидувам да го цитирам или парафразирам. Таква беше изјавата на Руте и вели Русија е нашата најголема опасност. Видете, вака. Европејците денес не се свесни дека има ли нешто што ние не знаеме? Нема генерација Европа да војува, вака да си бидеме на чисто. Вака внимавајте, ракописот на политички изјави треба да видим нивниот политички наратив е повеќе за тоа, бидејќи оваа политичка гарнитура во Европа ги плаши константно со Русија. За мене порелевантна е шефицата на разузнавањето на САД, кој на некој начин ги потопи овие изјави на Руте и на остатокот од европските политичари. Кога рече дека Русија нема сила да војува со Европа? Да, не само тоа, туку ја спомнат длабоката држава, од ретките шефови на разузнавачки служби спомнат дека ја подкупуваат пропагандни канали на длабоката држава за мирот, односно тежнењето на администрацијата на Трамп за мир помеѓу САД и Европа, односно САД и Русија. Во таа смисла, се согласувам како порелевантен извор, бидејќи американското разузнавање е многу повисоко од било кој на светот, дека Европа нема сила, воено, нема политички, затоа што не е усогласена. Внатре имате сега се повеќе рацепи Чешка, Словачка, Унгарија. Второ, нема европска војска, трето, они немаат генерација која е спремна да војува. Тоа се наративи од сосема различна пригода да го компромитираат. Меѓутоа и Британија и Франција се нуклеарни сили. Да. И Макрон имаше повик, односно наредба до болниците да се подготват за прием на голем број ранети војници до пролетта 2026. И тоа е еден од овие на некој начин гласно и јасно зборување за војна. За подготовка за војна. Дали и тоа за внатрешна употреба, да се мобилизира француската јавност? Зошто? Која е целта? Да се зголемат буџетите? Освен тоа, видите, војната индустрија, војното лоби има интерес во тоа, но едно е јасно, историјата го има докажано, кога го плашите народот или кога имате мобилизација на народот, таа политичка елита обстојува да владее, онака како што владее. Макрон е претседател кој има најнизок рейтинг од сите претседатели во Франција во моментов. Во таа смисла мислам дека го користи повеќе за дома, има протести огромни во Франција. Не е реален конфликт, нуклеарниот конфликт, и не е реален конфликт меѓу Русија и Европа. Нема точка на конфликт
и нема интерес, бидејќи и Русија е изморена од конфликтот, а Европа нема економија за конфликт. Зошто тогаш Москва продолжува да го тестира НАТО со тие дронови, со тие прелети? Што сака да постигне? Што сака да покаже? Го тестира НАТО, како ќе одговори или гледа колку ќе биде единствено одговорот од Европа или како? Тоа е Се дефинитивно случува многу често, нели? Тоа им е дефинитивно намерата. Значи, целата пропаганда што русите ја емитуваат, сите овие хибридни напади, како што ги нарекуваат, се е тоа да внесат раздор. Значи, го имате Орбан, Фицо, тие имаат ги обвинуваат дека имаат финансиски врски. Од почетокот Орбан се представуваше како потенцијален медијатор во овој конфликт. И Москва таквите политички лидери ги користи многу вешто за да им внесе дополнителен раздор во Европската унија. Европската унија нормално, нели, нема никаков интерес да војува со Русија. Сите европски земји, Европа и секоја земја поединечно профитираше многу од поредокот глобализацијата која американците ја финансираа и ја одржуваа од крајот на Втората светска војна до сега. Нивната грешка на европејците беше што сите своји безбедносни тоа што требаше да инвестираат во безбедноста, тие го препуштија на американците. Нели живееа во некој филм европејците сличен на она што се велеше некогаш за југословените, во смисла на тоа се малку ќе звучи европејците живееа во филмот дека Америка ќе не брани, а Русија ќе не храни со ефтини енергенси. Да, со жито, со соншеле, и со газ и со се. И тоа беше така се до почетокот на војната во Украина. Се додека стана очигледно дека тој стар поредок формиран по Втората светска војна во 45-та почнува да се распаѓа. Да. Тој поредок што се зациментира со распадот на Советскиот сојуз, од кој Русија беше на некој начин понижена и незадоволна. И сега Русија покажува зави. Украина е само катализатор, меѓутоа факт е дека светот се менува, нели? Јакнат авторитарните режими. Да. Затоа велам, можно ли е распаѓање на еден таков светски поредок во кој САД беа доминантен фактор без поголема војна? Затоа САД и тежне кон брз мир, затоа што како состојбата ескалира на повеќе полиња во светот, така судите мигрантски повеќе се трошат. Они го има дефинирано Кина, не Русија, тоа е многу важно, на што го дефинираат, они постапуваат, не се тие бланко документи кои денес важат, утре не. Во таа смисла дистрибуцијата на МОК-та е природна работа. Значи, кои историски следи како се движи МОК-та, глобалната моќ, за жал, таа секогаш во распадот, во редистрибуцијата се случува со војна. Конфликти. Не постои сум. Затоа што веројатно не се спремни за компромиси. Вие не можете мирно да седнете со Русија да им кажете сега пола Украина вие ќе имате денеска, ние ќе имаме Сирија, можеби така звучи, можеби е вистина, но не иде тоа на масата, току оди на сосема друго ниво. Видите, Венецуела денеска односно САД гледа да биде Венецуела под нивен интерес. Русија остапи од Сирија. САД од Афганистан. Израел го нападна Иран. Иран добива голема подршка од Кина. Не е тоа случајно во која временска зона од 3-4 години се редистрибуира поредокот и влијанието кој сака да го имаат големите сили. Русија природно сака да остапи на едно место, да компензира на друго место и своите влијанија и интереси, дали било рускојазично население или за тоа што го искористи слабоста на Европа. Можеби не се така многу дискутира, не знам од кои причини, јас често го пишувам, секоја паметна држава користи слабости на противникот. И тоа ми е задача на силните држави да го користат. Европа почна да се распаѓа и заради мигрантите, и заради лошата политика со ковидот, неолибералните глобалистички економски политики го заемаа данокот, се генерираше многу економски слаби држави и Русија користеше таков момент. Дали тоа беше Украина, да, Мински 1 месец, 2 беа слаби договори, Русија, односно Германија
беше медиатор на кој на Русија и дозволи премногу. Обојните револуции со тоа што Трамп се занимава дека генерално вештачки ги креирале политичките, односно демократските процеси во државите, Русија го искористи тоа затоа што им се може. Русија не е виновна тоа што Европа ослабе. Сега го прави во Венецуела, ќе го менува Мадуро. Да. Тоа е тоа. Значи, ќе го менуваме не преку револуција, можеби преку санкции. Револуција е смената на режимот на Мадуро. Апсолутно. Се обидува со револуции, не функционираше. Не успеа и во Турција. Апсолутно. А кажа дека таа тактика на американците била погрешна. Не преку обојни револуции, хибридни режими. Не со војна директно. Не со војна, со напади или со на некои начини со санкции. Добро, во таа смисла се распаѓа еден поредок, јакната авторитарните режими, факт е и тоа, низ светот, не само во светот, туку и во Европа. И дали денеска, бидејќи тврдите дека војна на европско тло е малку изгледна, односно речиси невозможна, употребата на нуклеарно оружје уште помалку, бидејќи иако тој ризик, тоа одење по жица е опасно, бидејќи може да се случи погрешка на крајот на криштата, но еве дали денес светот е под поголем ризик од таа меѓусебна координација на авторитарните режими или па од меѓусебната недоверба? Имаме авторитарен режим во Кина, да. Во Русија, Трамп е со цврста рака ја води Америка. И двата фактори се во игра. Американците престанаа да инвестираат во глобализацијата уште во 90-тите години. Џорџ Буш постариот беше последниот американски претседател кој позитивно гледаше на тој концепт и неговата политика се ориентираше според него. Сите последователни после него дел по дел ја напуштаа. Ова што администрацијата на Трамп во моментов го прави во Венецуела, не е само во Венецуела, тука е цела Јужна Америка. Тие повторно ја активираат доктрината на Монро, која што вели дека западната хемисфера треба да биде зона на интерес на САД и европските сили не треба да се мешаат таму, иако таа од 18-тиот век тие сега ја модификува во таа насока беше кредитирањето на аргентинскиот претседател Милеј, во таа насока беше политичката и исто бразилскиот и политичката подршка за десничарските кандидати во Чиле, кој што сега исто десничарски кандидат победи. Еден по еден американците се поврзуваат со тие режими, дали финансиски, дали политички, и во наредните години тие ќе продолжат да ја градат таа врска и да ги поврзат уште потесно со тоа стабилизирачки ќе делува од нивна гледна точка, да, затоа што тие Јужна Америка ја сметаат за свој двор. Но тоа ќе ја гуши демократијата, демократските процеси широм светот. Ќе ја гуши, се извинувам, затоа што се додека е ова администрација која што така наклонето гледа на такви режими, Трамп не крие дека им се восхитува на такви цврсти. Добро, до 2028 има нови избори. Има нови избори според моменталните правила и американскиот устав, тој не може да се кандидира по трет пат. Демократите се уште се консолидираат и за сега немаат некој кандидат кој што можеби Венске Вие се порадикален од Трамп. Да, тоа е уште порадикален. Добро, во таа смисла, дали и колку е опасна логиката дека ескалацијата може да се контролира, односно дека постои ризик од ненамерен судир, од ова што се прави како тест со дроновите и тоа може да ескалира во посериозен конфликт? Не. Би се надоврзал ова поинтересно прашање со дроновите веќе. Мислите дека тоа не може? Прашањето беше во контекст на тоа колку нуклеарното оружје денес е стабилизирачки фактор, а колку фактор на ризик. Да, видите... Дали е придобивка за светот тоа што сега имаме нуклеарно оружје за разлика од претходните војни или да, затоа што видите се со нуклеарна сила, во случајов еве со Русија, вие не можете да ги одите премногу воено, не може да ги притиснете бидејќи пак они ќе го потреба за да се заштитат себе си, дали тоа било Русија, Америка, Кина или други фактори. Израел постојано се закануваат уште од па они мора да го наративно да демонстрираат мог дека се нуклеарна сила и дека ќе го искористат тоа оружје ако бидат принудени да го направат. И
Тоа значи нуклеарното оружје превенира конфликти, затоа постои. Мислите дека нема ризик од ескалација поради грешка, поради инцидент, поради зачестени инциденти, поради одење по тенката линија? Вака често и со новинариве имаме дискусија, нуклеарното оружје го спомнуваат како тенкови или како муниција, не да е Боже на нуклеарка да биде дистрибуирана на место каде што треба да заврши. Поентата е дека таму ќе има пепел и многу жртви. И тие, ако се нуклеарна сила, ќе возвртат. И која е поентата, која е суштината на нуклеарен судир? Да нема ништо. Јас лично ја отврдам можност за анализа за нуклеарен конфликт, бидејќи во нуклеарен конфликт нема победник, а интересот е на земјите да има победници. Ова со политичкиве системи, значи Трамп тежне да има работа со луѓе кои имаат контрола на терен. Тие луѓе често се авторитетни, да, затоа што им му требат во својот кампус на идни интереси, бидејќи и Си Џинпинг и Путин цврсто владеат и таму бирократијата не е отежнувачка, како што Таа смисла зошто со Пекинг би отворил конфликт, ако и таму има авторитарен режим, во кој може да гради на некој начин сојузништво? Не може да гради сојузништво, тоа што прво политички и економски се комплетно различни тие два система. Второ, ти се соперници се веќе 10-15 години во секоја смисла, затоа што Кина веќе глобално има доминација во повеќе полиња и вештачката интелигенција и енергетските и автомобилската индустрија и така натаму не редиме. И како ќе заврши таа војна на конкуренција меѓу Америка и Кина? Вака светов е научен да и веројатно тоа е природно да има поредок на кој имаш една сила. И да не постои Кина како закана, сад ќе измисли затоа што со демонстрацијата на влијанието или рефлексијата на нивните политики да ги следат, тоа е глобално лидерство и тогаш вие имате мир. Затоа е Кина следниот противник по сите основи на Соединетите американски држави. Противник до кое ниво? До ниво на конфликт во Тајван или на директна конфронтација меѓу Пекинг и Вашингтон? Предвидувам дека Кина ќе се обиде да ја тестира мокта на Америка преку контролирани воени удари во Тајван. 2026. Само регионално таму? Само регионално. Нема же тоа да ескалира во директен судир меѓу двете сили? Бидејќи повторно се две нуклеарни сили. Неисплатливо е, ја отврдам тезата за нуклеарен конфликт во следните 100 години. Затоа што нема победник, а интересот е некој да ги детерминира процеси, да владее. Добро, за крај тогаш, дали светот се движи кон нова рамнотежа на силите на некој начин, прераспределбата на моќта да заврши така како што прогнозирате, или подолг период на хронична нестабилност и регионални конфликти поголеми? Според мене повеќе изгледа дека тоа, како што кажа Горан, ќе биде подолг период на хронична нестабилност, затоа што сите овие регионални потенцијални конфликти со себе носат потенцијал да ескалираат. Кина од секогаш сакала да си го поврати Тајван. Тие постојано ја повторуваат две држави, еден народ, но сосема различни политички уредувања. Американците им имаат дадено го поддржуваат Тајван и имаат сериозни гаранции безбедностни, но Кина има други ограничувања поради кои и таа продолжува да притиска и продолжува да се обидува да утврди докаде нејзиниот досег може да стигне. Последниве години инвестираат многу во морнарица и во новите технологии. И во таа смисла ми е чудно зошто еден таков конфликт таму во тајванскиот теснец би останал само локален, а не би се проширил во глобален судир, бидејќи, како што рековте, Иран чека своји моменти и тој конфликт со Хамас исто така само привремен. Во Иран не се вмеша Русија, ниту Русија се вмеша во Ерменија и Азербејџан. Кина ќе тестира Соединетите американски држави, бидејќи и Соединетите американски држави во своите документи, во сите симулации на некој начин воено внатре, во тој, да речеме, триаголник губат. Тоа е првата работа. Втората работа, не постои директен судир меѓу големите сили, историски гледано, зборам во Втора светска војна навака, постои преку прокси играчи. Во Украина е прокси играч. Таму се судираат големите сили, можеби ќе се судират на друго ниво, можеби ќе се судират за Тајван. Мојата претпоставка е дека нема да има хронична нестабилност, дека светот тежне кон блоковско позиционирање,
таков ќе биде балансот, мултилатерален ќе биде, со секоја зона на интерес, но за Пацификот конкретно, Кина, Северна Кореја и во тој дел немате исцртано зона на интереси, таму не е затворена кутијата. Се затвора сега во Европа, во Блискиот Исток повеќе помоци затворено, сега таму треба. За крај, една реченица, во Европа очекувате да јакнат авторитарните тенденции и режими во другите земји, да се шири тоа? Да, таков е популарноста на тоа што не се виновни тие партии, бидејќи либералните сили генерално на некој начин го разрушија тој поред. Тие само се јавилаа шансата сега во овој период. Така ќе заекнуваат според мене, да. Натаму оди, да. Сите прогнози, сите анкети кои што ги прават покажуваат дека светот не се крајната десница прослави нешто многу кога имаше премногу демократија, имаше премногу конфликти. Добро, Игор Трајков, Милан Стефанов, ви благодарам за учеството во денешното издание да се каже. Ви благодарам и на вас на поканата. И среќна нова година на гледачите. Благодарим. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма, имајте убав ден.